24 компании регистрирани како финансиски друштва во државата делат брзи кредити. 13 од нив се со странски, а останатите 11 со домашен капитал, вели анализата на Target Group. Брзите пари во сиромашните животи во нашата држава влегоа во 2014 година. Од тогаш тие се спас за сите кои заглавиле во секоја доба на денот или животот. Зор за пари не пита. Е главниот адут на легалните лихвари на секаде, па и кај нас. Јас сега ќе одам да прашам. Јас не знам ништо. За кредити брзити се давало. Знаеме, да. Предпоставка дека тоа е големи, да. Никој не ги тера на сила да земат, нели? Подхетна брзи пари. Кои се тие брзи пари? Нема брзи пари. Има брза работа само. 12% колку се дојде сега? На почни од на кредитни картички, на се 12%, 12,5%, дека е тоа. Токму тие високи камати, сиромашните и неодговорните ги натераа во најмалото ќоше во животот, а на овие така наречени финансиски друштва им донесе голема комоција. Еве колку. Финансиското друштво Кредисимо е со бугарски капитал, а само минатата година на својата сметка ставило 812.000 евра добивка. Ова друштво за една година има рекорден раст на добивката од 129%, што го прави најуспешно во државата во оваа работа. Втор по добивка е СН Финансии со 790.000 евра профит, а по него се Тиго Фајнанс со 678.000, ДП од Битола со 613 и УТ Кредит со 342.000 евра и така натаму. Севкупно, само на основ камати овие друштва од граѓаните извлекне над 5 милиони евра. Тоа воглавно се крваво заработени пари од сиромаштијата, па од тука во еден момент државата беше наумила работењето да им го направи ниско профитабилно. Они треба да се намалат, но тоа државата не е така и така, да високи се каматите. Извршителите уште повисоки. Но од кој знае кои причини државата и овој пат се откажа од своите намери и со тоа на овие друштва и понатаму во рацете им го остави јажето кое тие се уште им го фрлаат на сиромашните, неодговорните и на оние со по некоја клетва порок.